Почитуван министер Венко Филипче, Ваша екселенцијо, Војциех Тицински, амбасадор на Полска, почитуван заменик амбасадор на Германската амбасада, почитуван господин Златко Кесковски, извршен директор на ЈСК Холдинг, дел од групацијата Pharmacan International, почитувани собственици, кособственици на оваа прекрасна инвестиција, денеска наша македонска инвестиција овде во Петровец, почитувани дами и господа, почитувани представници на медиумите. Задоволство ми е да се обратам и да упатам искрени честитки по повод отварањето на новиот производствен капацитет на ЈСК Холдинг во индустријската зона Чојлија, тука во нашата општина Петровец. Оваа гринфилд инвестиција на првата македонска компанија од фармацевската индустрија која е лиценцирана за одгледување на канабис за медицински цели, изградена е по највисоки стандарди, со софистицирано производство и висока додадена вредност за економијата, која што е една од ретките и првите што поседува европски GMP сертификат и веќе извезува низ европските и светските пазари. Во овие исклучителни околности во услови на пандемијата, кога неизвестноста е навистина голема, а еднината полна со предизвици, ваквите сериозни инвестиции влеваат сигурност, обезбедуваат стимулирање на деловната активност и отвараат нови, исклучително квалитетни работни места. ЈСК Холдинг гради успешна деловна приказна во нашата татковина и извезува производи на сите континенти. Успехот на секоја една компанија е и национален успех. Во оваа прилика, дозволете ми да упатам порака до сите предпријатија во земјата, до сите предприемачи кои имаат потенцијал за интернационално пробивање, да ги насочат инвестициите во нови трендови и иновации, да го искористат моментот и да се фокусираат кон производство на производи и услуги со повисока додадена вредност, подготвени за извоз. Светската економија се преструктуира, а доколку сакаме да одиме напред, ние мораме да фатиме чекор со глобалните економски трендови. Одредени индустрии може и тоа како да ја поттикнат домашната економија и да придонесат да се вратиме кон патеките на напредок и економски раст. Сакам да влеам надеж и да ги охрабрам инвеститорите дека секоја криза е можност исто така за нов почеток. Државата ги поттикнува тие процеси, затоа што само на тој начин економските придобивки се неизбежни за граѓаните, за предпријатијата и за економијата во целост. Наша задача е да создадеме услови за инвестиции, а предпријатијата се за тие услови да ги искористат и ги валоризираат. Сакам да истакнам дека владата е целосно и во постојано комуницирање со представниците на компаниите од оваа дејност, со цел оваа индустријска гранка да се развива согласно светските текови и европските регулативи. Низ европските пазари, низ пазарите на светот, веќе имаме стотици и стотици исклучително важни лекови, кои што се решенија за здравјето на многу граѓани. Тоа отвара огромни потенцијали и пазари. Верувам дека во таа насока и парламентот е подготвен за предложените законски измени, за кои што имаше одредено блокирање во минатиот период, кои што со донесување на измените и дополнувањата на Законот за опојни дроги ќе се овозможи извоз на цвет од канабис за медицински цели, кои ќе поттикнат нови инвестиции, развој и нови работни места. Ако тоа го направиме до крајот на оваа година, следната година очекуваме преку 250 милиони евра производство на канабис за медицински цели. Тоа ќе стимулира отварање на илјадници високо платени нови работни места. Затоа верувам дека нашата земја со својата стандардизација, транспарентност во постапката, разбивајќи ги сите овие табуа кои што се уште постојат, ќе изгради свој имидж овде во нашата земја како исклучително поволна почва и клима
за едно вакво производство кое што се повеќе и повеќе ќе биде застапено во здравствената и во фармацевската индустрија. Уште еднаш упатувам честитки за новата инвестиција на НСК Холдинг, кој својата визија ја претворија во реалност. Навистина оваа компанија е репер и за сите други компании кои што инвестираат или имаат намера да инвестираат во оваа фармацевска дејност. Нека е со среќа, посакувам успех и да има и задоволство во работата. Благодарам.